мора да забележам дека во последните неколку години е видливо созревањето на општествената свест за улогата на здравата животна средина за подобар и поквалитетен живот на граѓаните. И таа се повеќе го добива заслуженото место и внимание. Кон ова секако во голема мера придонесоа глобалните случувања во изминативе 2 години, поврзани со светската пандемија, климатската криза, зачестените пожари во летните периоди, загадувањето на воздухот и водите и така натаму. Овие случувања имаа силно влијание на зајакнување на свеста дека животната средина треба и мора да биде интегрирана во сите секторски политики, бидејќи таа реално и не може да биде надвор од нив. Од тука патоказот за зелена транзиција е јасно зацртан во нашите национални стратешки политики. Зелениот развој кон кој и како држава сме определени бара брза и праведна зелена транзиција кон зелена економија која бара користење на обновливите извори на енергија, воведување на циркуларната економија во насока на одржлив развој на општеството. Во исто време, постигнувањето на амбициозните национални цели, усогласени со високите еколошки европски стандарди, условува промени и во образовниот процес до квалификација и преквалификација на стручните вештини. Стручната подготовка и усовршувањето мора да ги следи потребите, да обезбеди разбирање и знаење, развивање на иновативниот пристап и примена на иновативни техники и технологии во производните процеси. Од таа причина, сметам дека можностите што проектите, како што е Европската платформа за изворедност во стручното образование и обука за зелени иновации и гриновет, се од исклучителна важност. Министерството за животна средина и просторно планирање го поддржува интегрирањето на заштитата на животната средина во образовниот процес. Од најмала возраст, преку основното образование, средните училишта, па се до високото образование и академијата. Бидејќи утре нашето општество треба да одговори со подготвен стручен кадар на потребите кои ги наметнува зелената транзиција. Како го правиме тоа? Преку образовни програми, како што е Глобе програмата, преку поддршка на образовни и едукативни еколошки проекти, размена на знаења и секако преку финансирање на истражувања и поддршка на иновативни проекти преку годишната програма за финансирање на проекти од областа на заштита на животната средина. Неретко образованието и стручните вештини имаат посебно внимание во стратешките документи, кои се поврзани со заштита на животната средина. Во долгорочната стратегија за климатски промени обработено е посебно поглавје кое е посветено на образованието, подигнувањето на свеста, истражувањето, развојот и иновациите. Во ревидираните национални придонеси кон договорот од Париз за клима проектирани се 66 мерки за постигнување на националната цел, да се постигне 51% намалување на емисиите на стакленички гасови до 2030 година, во споредба со 1990 година. Примената на мерките ќе наметне потреба да истовремено ќе создаде можност за отварање на нови зелени работни места. И тоа речиси 80.000 до 2030 година и 10.000 до 2035 година. Би сакала да истакнам дека современите политики го воведуваат терминот зелено работно место, што подразбира дефинирање на терминот и промени во класификацијата на работните места, за што е воспоставена координирана соработка со релевантните институции. Очекувам дека зелените работни места ќе бидат препознаени како придобивки и за граѓаните, но и за подобрување
на условите во средината во која живееме. Не би сакала да должам повеќе, уште еднаш упатувам благодарност за поканата да го отворам овој настан, посакувам успешна дискусија. Благодарам. Госпоѓа Жаклиевска, благодарам за воведно излагање, како